Граѓаните од Струмичко-Радовишкиот регион денеска го блокираа патниот правец Струмица-Радовиш за да го изразат своето незадоволство од францускиот предлог за кревање на бугарското вето за македонските евроинтеграции. Според нив предлогот содржи замки со кои Македонија континуирано ќе биде условувана од Бугарија на патот да стане рамноправна член на Унијата. Граѓаните тврдат дека Европската Унија отстапила од своите критериуми, а со дадениот предлог се дискриминира македонскиот идентитет и јазик на патот кон европското семејство. Како што кажа, Унијата го губи кредибилитетот, бидејќи место да биде семејство на рамноправност, таа ги фаворизира бугарските барања. Со преспанскиот договор со промената на името очекувавме дека ќе бидеме во Европска Унија. Не лажаа дека ќе има датум за датум. Ова е повторна замка, влегуваме во интересите на соседна Бугарија. Не постојат никакви гаранции за Европска Унија, не постои никаква иднина за овој македонски народ. Европската Унија треба да биде унија на рамноправни народи, во која се почитуваат различностите. Договорот меѓу Македонија и Бугарија треба да биде на еднаква основа. Јас немам ништо против бугарите да влезат во македонскиот устав, но да има реципроцитет. Во Бугарија има македонци кои не уживаат никакви права. За слободна Македонија, де не ни треба ни Европа, ни ништо. Со таков предлог, това е предавство на предавството. И треба цело државно раководство да се во затвор да се однесе. Пратеникот Миле Левков побара владата да го отфрли предлогот и да се слушне гласот на граѓаните кои со денови се противат на предлогот за отварање на пристапните преговори на државата со Унијата. Громогласно не за дипломатскиот нокаут кој што го доживеавме како држава. Се наоѓаме пред асимилација и бугаризација на Македонија. Тргнуваме во еден лавиринт од кој што ќе нема излез и се подготвува влез кој што ќе биде бесконечно преговарање, кој што ќе има само еден цел асимилација. Овде сме заедно со струмичани, заедно со луѓето од Василево, од Босилово, од Ново село, од Конче, од Радовиш, од Гевгелија, од Валандово. Практично целиот југоисток е овде за да кажеме уште еднашка громогласно не. И конечно, оној кој што е неизбраниот премиер Ковачевски, да го слушне својот народ, да ги слушне повиците на илјадници луѓе кои што маршираа во главниот град. Освен блокада на патниот правец Струмица-Радовиш, иницијаторите на протестите Ултиматум не благодарам истакна дека блокади денеска во периодот од 13 до 14 часот имаше и во Скопје пред владата, но и на магистралните патни правци Штип-Велес и Претвар-Прилеп.